Најдобриот полицаец. Многу пријатен ден во земјата на играчките, а горе во полициската станица Ноди отиде да се види со господин Тромавко. Сите ти се роднини, господин Тромавко? Да, Ноди, во весникот на земјата на играчките има слики на насловните страници да покажат колку добри полицајци биле тие. Тоа е војко е тетка една, братуче до тет, братот Нети и Боб. А каде е твојата фотографија? За такво нешто би требало да решам некој голем криминален случај за да заслужам моја фотографија. Ти можеш тоа, господине Тромавко. Ти си голем полицаец? Може би, но во градот на играчките никогаш не се случуваат големи криминали, само мали. Например, фрлање отпадоци или правење врева. Доколку сакам мојата слика да се најде на насловните страници, треба претходно да се преселам во голем град каде има големи криминали. А сега можеш да си одиш, Ноди. Мора да завршам некои работи. О, не. Звучи како господин Тромавко едва да чека да се пресели во друг град за да реши некој голем криминал. Но тој ни е потребен овде. Ќе се осигурам да остане. Се сетив автомобилче, господин Тромавко би останал под услов да налета на голем криминал со многу траги и докази. Ние можеме да се преправаме дека некој те украл. Тоа е голем криминал. Тоа е единствениот начин да го задржиме господин Тромавко. Стапки во калта како доказ. Господин Тромавко ќе помисли дека мојот автомобил го украл некој што има кал на чевлите. И некој што јадел колаче, а зад себе оставил трошки. Ќе оставиме траги од трошки. Така ли е, автомобилче? Докази, ќе ги проследи еден по еден. Тромавко ќе следи доказ, ќе видат повеќе и ќе го реши случајот. Трагата со колачите од шумски плодови. Скри се овде, автомобилче. Јас ќе му кажам на господин Тромавко дека си исчезнал, а тој ќе започне со истрагата. Ќе помисли дека решил голем криминал и ќе остане во градот. Види што најдовме. Ова е автомобилот на Ноди, ѓаволко. Зошто го оставил овде? Тоа не е важно, мацко, бидејќи онака ние планираме да го украдеме.
Колку сме биле лоши. Мораш да ми помогнеш да го најдеме автомобилот. Некој го зел. Крадење на автомобил така, многу интересно, Ноди. Тоа е многу голем криминал, зар не? Секако дека е така, Ноди. Аха. Гледам некои траги, стапки од кал. И трошки од колачи со дренки. Значи, некој што носи калливи чевли и јаде колачи го украл твојот автомобил. Можам да се клам дека овие трошки од колачи ќе ме одведат директно до твојот автомобил. Ќе се обидам да најдам некој што јаде колачи и носи калливи чевли. Така да знае. Супер, чао! Им реков на луѓето во весникот дека господин Тромавко успешно решил голем криминал. Тој ќе се изненади кога ќе ја види својата слика на насловна страница. Ноди, жалам што морам да ти соопштам дека не успеав да го најдам твојот автомобил, но успеав да го фатам крадецот. Крадец? Каков крадец? Ушко. Но јас не го направив тоа. Но тоа не е точно. Трагата од трошки ме одведе на некои грмушки, но ни трага од твојот автомобил. Ни трага? Но за среќа успеав да го забележам овој крадец на автомобили. Ама Ушко не можел да го украде. Јас се согласувам со Ноди. Навистина ми е жално, сите траги се совпаѓаат. Ушко шетал наоколу додека јадел колачи и зад себе оставал траги од трошки. А калта на неговите чевли се совпаѓаат со отисоците најдени пред куќата. Да. Но мојот автомобил не беше вистински украден. Јас сум тој што ги остави трагите. Не ти верувам, Ноди. Сите траги укажуваат дека Ушко е тој што го украл твојот автомобил. Но Сега можеш да се одиш, Ноди. Случајот со крадецот на автомобили што јаде колачи е затворен. Ова ти е живот, матко. Нема веќе пешачење, нема да имаме никакви грижи повеќе. Патувањето со автомобил ќе ни биде единствениот начин на движење. Моје добро автомобилче, нема ништо од тоа. Ние те украдовме и сега ти ни прибегаш само нас. Благодарам што ми дозволи да возам. Каде да возам сега? Не ми е грижа, се додека тоа го правиш пријатно. Сите овие возења наоколу ме изморија. Јас ке си дремна малку. Ми текна. Ќе возам низ градот за да се перчам малку. како да го ослободам сега? Што стана со мојот автомобил? Автомобил? Што е сега, Ноди? Погледни. Здраво, господин Тромавко! Здраво, Ноди! Упс! Застани во името на Тромавко! Чекај, тој го украде автомобилот, не бев јас. Јас спијам цело време, а тој... Ноди, ајде сега кажи ми зошто предизвика проблеми велејќи дека автомобилот бил украден. Прости, не сакав да се преселиш во поголем град. Јас ја измислив целата приказна со цел ти да останеш овде со нас. Никогаш не би заминал од градот на играчките. Јас многу сакам да живеам овде. Па стварно. Една од причините поради која градот на играчките е толку убав за живење е што нашиот господин Тромавко е добар полицаец, иако понекогаш се залетува со погрешни одговори. Простете за тоа. Здраво. Тоа е весникот. А да, исчезнатиот автомобил е пронајден, но не поради мене. Јас не заслужувам да бидам на насловната страница. Зошто им кажа така? Ми фати вистинските крадци и затоа заслужуваш да бидеш на насловна страница. Но, Ноди, јас морам да бидам искрен и честен.
господин Тромавко, новото издание на вестникот што го пристигна, а твојата е слика и на насловна страница. Се уште измислуваш приказни, Ноди. Мислев дека ја научи лекцијата. На вистина, гледај, увери се самиот. Најчестниот полицаец во земјата на играчките. А тоа е сосема точно.